Добро вечер. Која партија е представник на вистинското ВМРО? Кој е патриот, а кој е предавник? Нови избори како никогаш досега. Сме сведоци на жестока битка внатре во десницата. На гласовите што во 2008 во целост завршија на контото на ВМРО ДПМН, пред се поради отсуството на било каква конкуренција. Сега атакуваат и ВМРО Народна на Љупчо Ѓоргиевски, Обединети на Љубе Бошковски, Демократската десница на Филип Петровски, Достоинство на Стојанче Ангелов. Некогаш сите заедно, денес секој на своја страна. Какви ставови застапуваат, во што се слични, а во што се разликуваат во следните неколку минути. ВМРО ДПМН под водство на низиниот основач Љупчо Ѓоргиевски долги години беше осамена на десниот крај од политичкиот хоризонт. До 2006-та таа беше единствената релевантна десничарска партија од македонскиот блок, што се избори за своји представници во собранието. Зенитот го достигна во 98-та година, кога се освоени над 310.000 гласа, доби шанса да раководи со државата. Тројца од сегашните лидери на десничарски партии беа дел од тогашната влада, Ѓоргиевски како премиер, Груевски и Бошковски како министри. Сериозниот расцеп на партијата дојде по катастрофалниот пораз на изборите во 2002-та. Неколку месеци подоцна, во 2003-та, Љупчо Ѓоргиевски доброволно се повлече од лидерското место во ВМРО ДПМН, препуштајќи му лидерската палка на Груевски, а за себе задржувајќи титулата почесен председател. Но тоа што требаше да биде тандем, една година подоцна заврши со раскол, кој финишираше со формирањето на ВМРО Народна. Па така на изборите во 2006-та, за прв пат поддржувачите на десницата се поделија во две партии со предзнак ВМРО. Приматот го задржа ДПМН, а Народна освои 6 пратеника. На последните избори во 2008 ВМРО Народна не се појави, па ВМРО ДПМН лесно ги доби сите така наречени ВМРО-вски гласови. Пресвртот се случи потоа, откако стана јасно дека Груевски нема намера да го реши спорот со Грција и да внесе државата во НАТО и Европската унија. Економијата стагнираше, демократијата назадуваше. Прв на политиките на Груевски му се спротистави Бошковски. Веднаш по враќањето од Хаг почна да го критикува начинот на кој владееше некогаш неговата ВМРО ДПМН. Во 2009-та самостојно се кандидираше за председател и освои 150.000 гласови, а лани ја формираше и партијата Обединети за Македонија. По смената на раководството, од сонот се разбуди и ВМРО Народна, а како дел од неа на политичката сцена овој пат се врати и Ѓоргиевски, како и Бошковски, и тој со жестоки критики кон власта. Освен Народна и Обединети, годинава се формира уште две партии кои исто така првенствено се обраќаат на десничарското гласачко тело, Демократската десница и Достоинство. Сето ова ветува интересна битка на предстојните избори, кои дефинитивно ќе значат крај на монополот на ВМРО ДПМН во десницата. Заедничко за целата десна опозиција е што го обвинува актуелното раководство на ВМРО ДПМН за напуштање на идеологијата. Ѓоргиевски го обвинува Груевски за србизација на партијата, Бошковски дека партијата го продала името и двајцата дека навлегле во сериозни криминали, во кои единствена цел е богатење на поединци. Најсериозните критики се за заканите и уцените по кои посегнува скршнувањето од евроинтеграцијскиот пат, загрозената слобода на изразување и посегнувањето по медиумите. Во кампањата Бошковски најавува апсења, Ѓоргиевски враќање на демократијата, Достоинство подобар живот, Демократската десница крај на притисоците. Мал диктаторе, оставија Рада, остави го Бранко, остави го Митре, дојди на соочување со Љубе Бошковски, да видиме кој е патриот, а кој душман на Македонија, кој предавник, а кој херој на татковинската војна. Живее Македонија! Патриотизам не е јарбол од 10 метра на македонското знаме во секој град или 25 метра споменик на Александар Македонски. Патриот е да се запре силувањето на македонецот од Источна Македонија. Во првите 100 дена решавање на проблемот со името влез во НАТО, влез во Европската унија. Многумина ни кажа, со вас сме, само се плашиме за работното место во државната администрација. Се плашиме за собствениот бизнис, ќе имаме инвазија од инспекции, ќе не уништаме. Јас сега јавно прашувам, за ова ли се боревме кога го рушевме комунизмот? За нашите луѓе да се плашат да основат политичка партија и да имаат свој став? Ние како партија Достоинство ќе ги осуетиме сите нивни напори за продолжување на грабежот што е направен во Република Македонија во последните 20 години. ВМРО ДПМН до почетокот на кампањата ги игнорираше сите конкуренти во десницата, обидувајќи се на тој начин да ги маргинализира, но со почетокот на митинзите таа практика се промени. Веројатно уплашени од резултатите на теренот, прво почнаа да му возвраќаат на Љубе Бошковски, а од синоќа нивна мета и Љупчо Ѓоргиевски.
Главниот аргумент на Груевски е толкувањето дека тоа се гласови во ветер и дека тие се слуги на Бранко Црвенковски. Нека каже Љубе Бошковски кој е тој кој што му ги плаќаше адвокатите. Нека каже Љубе Бошковски кој е тој што помагаше да му се купува храна додека беше во затвор. Со кои црни пари, за кои црни фондови, за чии црни интереси го прави тоа? Тука е ВМРО! Тука е ВМРО ДПМН! Ојде луѓе кои што порано сме ги подржуваме да викаат нивното членство 70% било за коалиција со СДСМ. До тоа ли дојдоа да бидат слуги на Бранко Црвенковски? Аналитичарите што долго време одблиску ги следат состојбите во десницата, согласни се дека така наречените помали партии ќе му ги поматат сметките на ВМРО ДПМН. Вината пред се ја гледаат кај актуелното партиско раководство, кое со текот на времето се оддалечи од идеологијата на ВМРО и целосно ги заборави старите ВМРО-вци. Факт е дека десницата вака како што е поделена не била никогаш поделена во историјата, нели, во оваа 20 годишна историја. Сигурно дека тоа се должи на фактот што досега на десната страна немало толков број на сериозни политички партии и политички лидери кои што може да му бидат конкуренција на ВМРО ДПМН. Борбата ќе биде навистина жестока од причина што голем број на постари ВМРО-вци, луѓе кои што се задоени со конзервативната идеологија, ќе се одлучат најверојатно за помалите политички партии. Тоа се должи на тоа што сигурно дека електоратот не ја гледа таа конзервативна идеологија токму во представниците, односно во оние кои што сега се на првите позиции, на првите 5 места на листите на ВМРО ДПМН. Па оттаму сигурно дека нема да ни изненади ако во однос на оние десни политички партии одскокни или изненадување биде Љупчо Георгиевски и неговата Народна партија, па сигурно дека тука би дошол и Љубе Бошковски и бранителите. Така да нема да ме чуди доколку понатаму се уште повеќе се заострува кампањата. Можеме да бидеме дури и сведоци каде што може да се дојде и до посегање по интимата на луѓето, што е нешто најстрашно при водење на политички кампањи. 2008 навистина беше многу слаба, затоа што ВМРО ДПМН имаше големи тогаш голема поддршка и имаше најверојатно и некои други слабости воопшто во десницата, па ништо не се пројави. Сега кога почна да се покажуваат сите слабости на актуелното раководство на ВМРО ДПМН, сите недостатоци во водењето на државата, промашувањата кои што излегува дека не биле краткотрајни, поврзани со определен момент, со недоволно време за реализација на проекти, со економска криза и слично. Сега веќе доаѓа до едно пошироко освестување. Меѓутоа, сметам дека се уште има многу лутање во тој поглед. Проценката е некаде околу 150.000 гласови од десницата, кои што припаѓаат на граѓаните што се разочарани од сегашното водство на ВМРО ДПМН, бараат каде да отидат. Кој ќе се организира најдобро, кој ќе даде најдобра понуда, може да привлече најмногу од тоа. Ке поддржувачите на десницата секогаш имало повеќе адреналин, па така и во оваа изборна кампања. Пресметките освен вербално се водат и по улиците. За среќа, за сега нема посериозни инциденти. На мета до сега пред се беа штабовите и билбордите на опозицијата. Се разбира, ниту еден од нив не е расчистен. Главната битка Груевски, Георгиевски и Бошковски ќе имаат на 5 јуни. Очекувањата на експертите се дека резултатот на подлог рок може да смени сликата во десничарскиот блок.